2 дена ги чекам СДС, Ордановски, Боријан, она несреќа Тричко, да го повикаат на одговорност Тошковски, да побарат оставка од Тошковски за трагедијата во Кран Монтана во Швајцарија. Ги нема 2 дена. Се убив од чекање, не се издржува. Викам, како 2 дена ти да поминеш да не побараш оставка од Тошковски, кај го има тоа? И викам, супер, ги нема 2 дена оставка да побараат, ке побарам ја. Еднаш ја да си дам кејф на душава да побарам оставка од некого. Тошковски, пиле, кај ке бегаш сега да те видам? Оставка очекувам денес за трагедијата во Швајцарија, во барот, одма денес. Се прашувате зошто е Тошковски одговорен за трагедијата во Швајцарија? Ја ќе ви кажам, пошто еве овие Тричко, Мичко, Ордановски компанија и Боријан и сите тие таму не успеа да најдат. Ја успеав да најдам која е поврзаноста на Тошковски министерот со трагедијата во Кран Монтана во Швајцарија. Сега ќе ви кажам. До какви откритија дојдов. Ова е ексклузивно, сега го слушате. И нема да го чуете од никој друг. Ексклузивни права за ова имам јас. Значи, промената доаѓа од тука. Како е Тошковски поврзан со трагедијата во Кран Монтана? Имено дознав дека Тошковски пред 20 години гледал пренос од светскиот куп у слалом од Кран Монтана. 5 години подоцна гледа ски скокови во Венген, пренос исто телевизиски скокови. Тогаш победил, открив, овој победил Немаре, поиш има тоа 20 години, 30 години. Победил Мати Микенен. Примош Улага бил, море 35. 35. Примош Улага бил втор, оној словенец, порано што беше Југословен. Втора работа, кај е поврзаноста? Еден во колекцијата саати што ги има Тошковски е Victorinox, швајцарска фирма, и уште една Лонжин. 2 саата, уште швајцарски. Од негови блиски. Ова е најеклатантниот доказ за неговата поврзаност со трагедијата во Швајцарија. Сега на Свети Никола. Сега 25 на Свети Никола јадел швајцарско сирење. Тоест француско произведен, француски рецепт произведен у таа кантонот кај што е Кран Монтана, му влосано сирење. Цело сам бујзал. 550 грама, сам го смачкал целото. Како не е крив? Кој да е крив? Баба ми да е крива? Он е крив. Ги нема. 2 дена ги чекам. Еве го моментот. Кој чека ќе дочека? Јас барам оставка од министерот Тошковски. Ми дојде душичката на место конечно. Башка 3 пати се видел со шефот на швајцарската гарда, оние што го бранат папата. 3 пати се виделе. Као деца. Тој што е главниот на швајцарската гарда во Ватикан, да те било кај Серава, таму живеел. Па привремено татко му добил прекоманда нешто со војска, тогаш е на Увелес, па таму се нашле со Тошковски, играле джамли. У двор на Чар, на сликици играле. Не знам кој е било светско првенство 90. Прва во Италија, нешто, не, 90-та во Италија. Така беше нешто, да, 90-та во Италија. Джамли играле, на сликици играле джамли. Уште еден доказ. Обвинителството може да ме контактира кога сака утекна денот и ноќта. Овој ги имам овие докази црно на бел. Да. Инаку не е чудо, мислам, овој. Да денеска, утре, заутре, сепак да излезат со соопштение овие СДС и петата колона негова. Спинериве да побараат оставка од Тошковски, ама го начукав касно е малце. Ја прв ја побарав. Можете сега да се онадите страга. Џабе ви. Сега малку посериозно ќе ја терам. Се сум сериозен до сега бев, ама сега малку посериозно ќе ја терам. Значи ги гледав снимките од барот што се запали во Швајцарија, во Кран Монтана,
Луѓе, тоа е снимките после, снимките на одредени сведоци, кои што биле во барот се затекнаа ватре. Луѓе, тоа е, како да ви кажам, мислиш ја гледаш копи-пейст, идентично како во Кочани, во дискотеката. Значи, типка, некој ја качил на рамо, оваа тука као некој за носење поише шишиња шампањско, не е гајба, тоа него е некој појма нема за носење, кокорпа, некој шампањско шишиња. И на секоја шише закачено прскалка, прскалица фонтана, како се вика нашо прска. Она пиротехничка средство. Е пошто качена на овој на барем ја тие снимки што ги гледав на рамења, фактички од корпава кај што се шампањциве со тие фонтани, прскалици што прскаат, што фрлаат искри, до таван имате уште, појме, уште 1 метар. До таванот што се запали инсталациите таму, баш над шанкот него. А викаа дека висината на таванот бил само 3 метра од подот до горе. Не пуни 3 метра. Значи, идентична ситуација. Мислиш дека го гледаш Кочани. Ова не го зборам како некоја утеха, дека ете, сепак, оно што сакаше тука да се предизвика како паника во јавноста, дека само во Македонија може да се случи таква трагедија, излезе дека за жал човековата неодговорност, негрижа, аљкавост, алчност, ако сакате, корумпираност, ја има секаде. Особено ја има тамо, тоа сум го зборил и друг пат за други ситуации, други пригоди, кога сум кажал дека ние сме, ја мислам, пичкин дим успоредба колку се корумпирани горе во Европска Унија и оние земји кои што изглеdaa дека се најсредени, а не се членови на Европска Унија, како што да кажеме Швајцарија. Од еден од хероите на таа вечер, дечко 19 години, исто како овој нашиов, единствената разлика е помеѓу нив што дечко од 2 пати швајцарецов, или тој што и да е, швајцарец, веројатно француско потекло, швајцарец, 2 пати влегувал, и тоа он ги барал пријателите, брат му, нив ги извлекувал, додека овој нашиов влагал неколку пати, овој нашиов херој влагал неколку пати и извлече 21 човек. Мислам, не сакам се тука разлики некои глупи да правам, но зачудена работа кога гледав швајцарскиот во момче херој. Буквално немаше никакви повреди никаде. Дури ни кожата не беше, како да ви кажам, поцрната од чадот. Малце ми изгледаше чудно и колку нормално зборија, кажува дека внатре било толку жешко дим од чадот што се удишувал, да немаш никакви повреди, 2 пати да се враќаш, да излегуваш. Малце ми беше тоа чудно, па демек у шок била девојка му, а прво што го прашала каде е брат ти, во видов брат ти он дека беше, друг исто демек пријател од масата што седеле 7 души, бил толку стратно изгорен, му поставил некој многу банално прашање. Поврзано со тоа трагедијата, но многу банално, човек во таква ситуација се забори што беше конкретно, но во таква ситуација таков човек со такви повреди како што ги опиша дечко не би поставил такво прашање, мислам. Дали воопшто би бил контактибилен. Не би. Ете, они си имаат исто свој херој и дечкото, оно што сакам да го кажам, меѓу другото имаше некои 11-12 минути интервју пред камери. Меѓу другото кажа, пошто тој очигледно често пати доаѓал во тој хотел, во тој бар, прославувал. И прво што направи, го обвини барот, тоест собственикот и управителиве на баров, кои да се, затоа што кажа, вика, ова често пати се случувало во тој бар, значи кога се прославува шампање со такви жижици големи, тоест фонтани, како се викаат прскалки, и често пати така прославувале, доека не се десило, доека не се случи оно што се случи сега на 1 јануари. Така што атмосферата на снимката, и она што опишуваат сведоци е, мислам,
фасцинантно колку е идентично со све оно што се случуваше во Кочани. Фасцинантни се оние слики на родители собрани пред барот, што си ги чекаат, кои што ги добиле тука првите вести дека нешто со нивните деца не е окей, со нивните блиски. Што значи несреќата е иста за секого секаде, на секое место на земјинава топка во секое време. Ако е тоа некаква утеха што ете сепак такви срања се случуваат секаде, нека биде тоа утеха, но нека биде уште едно потсетување и памет за нас ни приближно да не ни се случи нешто слично било кога во иднина. И ќе се вратам пак на нешто што го забележав, значи не помина ни 7-8 сата, 9 од дочекот од новата година, кога се случи нели трагедијава, кога почнаа да пишуваат пискаралана на СДС. Демек треба сите да сме се срамеле затоа што нашиот министер за надворешни понудил помош од наши лекари во наши болници или наши лекари тимови што имаат искуство со изгореници, со после ова со Кочани што се деси да помогнат таму. Пишуваат тоа се многу ги усрамило, тоа што нашиот министер за надворешни си понудил помош. Многу било срамно тоа било пиар за широките народни маси, демек еве ние сме спремни, можеме да помогнеме. Поминавме таква трагедија. Тоа е дупло дно кој ќе достигнеш. Во истиот момент наоѓаш скачка, наоѓаш било што се фаќаш за да отцрнуваш, за да дифамираш, за да компрометираш, за да негираш, за да омаловажуваш, за да презираш, да побудуваш презир, подсмев. А уствари сите тие што го прават тоа како тој Тричко, Мичко, Дичко и останатите, фактички се она што сакаат да понишат и омаловажат и испрезираат, фактички го рефлектираат на себе. Тие се тие кои што ќе бидат омаловажени, тие се тие што ќе треба да бидат посрамени и тие се тие што ќе бидат презрени. За жал, после новата година се случија на повеќе места во нашиот регион, близина несретни случаи, убиства, знаете кај нас што се случуваше, се колеле таму странски државјани. Девојче загина од некој велат залутен проектил, има толку штури информации по повод овие објави, по повод овие вести, да можеби некој ислегол со детални информации како се случило тоа, ја се уште не сум ги прочитал, но моето чувство беше дека се доста штури информациите за двата случаи, иако излезе министрот кажа нешто, но нема поединости. Кои биле тие турски државјани или тој загинатиот, зошто се испоклале со ножеви, како, значи нема такви работи. Ако се земе предвид дека пред не знам колку беше година, 2-3, не памтам, во Штип се деси исто едно брутално убиство на турски државјани, наводно студент на тој тамо како се вика Славински универзитет, појма немам. Кај што дипломи се добиваат на многу сумнителен начин, кој што со пиштол уби еден или двајца во кафич. Не знам што се случи со тој случај, но еве уште еден, тој беше турски државјанин, но еве уште една сличен емил настан, кривично дело со трагични последици, кај што повторно е умешан турски државјанин тамо, кој бил шо бил овој пат не кажуваат, а јас сум да се објават сите работи. Ако више јавноста дознала дека се случил таков настан, онда да се оди со детали, барем оние што може да се откријат пред јавноста, што нема да ја ометаат истрагата, така, но ја верувам дека има уште такви детали кои што јавноста може да бидат објавени, а нема да ја попречуваат истрагата. Затоа што се вака многу штури информациите и нормално е кај јавноста се побудуваат разни овие претпоставки, а секоја претпоставка е мајка на секоја заебанција и баш кај се отвара простор за манипулации, за спинување, за дезинформации или лажни вести, конкретно не опозицијата, и се отвараат такви можности, ако не се
одговори максимално транспарентно, барем за она што се дозволува да се објави што е дозволено, а не ја попречу истрагата да се објави во јавноста. И тука сакам да напоменам една работа во контекст на она што се плямпаше неколку месеци уназад за наездата и инвазијата на мигранти што ни следи. Ево уште една добра можност државата да покаже, кога веќе се случил тој кривичен настан, така да го кажам, со трагични последици, сите вмешани во настанот, доколку се странски државјани, сите веднаш да бидат протерани. И тоа треба да биде практика на македонската држава во иднина, за сите оние кои тука работат, а се од странство, без разлика дали се американци, дали се бангладежани, пакистанци, кои да е, треба да бидат децидни околу една работа, така се држат под контрола, ќе се држи целата ситуација. Кај нас има работници мигранти уште од 2022, тоа го имам кажано на неколку пати, значи тогаш ВМРО не беше на власт кога дојде, имаме околу 3000 нешто, што работат како овие граđевина, или како се свика тоа. Така што не е тоа приказна дека сега ни ги платиле англичаните, но и во иднина, дури ако дојдат плюс некои работници, како што и доаѓали до сега од 2022 година, нека биде ова пракса. Секој од нив за одреден прекршок, што ќе надминува одредени граници на како да кажам, одредени црвени линии, сакам да кажам за некој потежок прекршок или не да боже кривично дело, веднаш да бидат протерувани од државата. Веднаш, истата секунда. На аеродром, аут. Само така ќе може да се одржи контрола и горе-доле ќе може да се одржи некоја како да ви кажам, некоја безбедна ситуација. Оти доколку не се реагира така, доколку се постапува како да ви кажам, многу отворено, многу друштвено, многу пријателски кон тие странци кои што работат овдека, таа наша љубезност, пристојност, тој наш домаќински однос како кон гости може да не се удри еден ден од глава, како што им се удри сега на неколку земји во Европската унија. Видовте што се случуваше во Брисел за банална победа на некој факинг афрички куп, кај што победи Мароко. И мароканците, тоа не им е прв пат, дури после победата над не знам која репрезентација беше, Франција или не знам кој на некој светско првенство или беше појма неам, направи исто така невидени немири во Брисел, кај што имаше многу повредени. Оно што го правеа мароканците во Брисел, стварно мислам, како да ви кажам, тоа е еклатантен пример на врвен примитивизам, но тоа Брисел си го заслужи, Белгија си го заслужи, Европската унија си го заслужи со нивните политики и сега ќе се плаќаат тешки пенали, не се само тие загрозени од мигранти кои што доаѓаат од подречја, кои што имаат сосема друг култура и менталитет, кои што се развиваат, кои што растеле, духовно се развивале под сосема други вредности, кои што драстично се разликуваат од јудео-христијанската култура на која што е втемелена Европа. Така што цената што ќе се ја плати Европа и што ја плаќа и што допрва ќе ја плати ќе биде многу висока. Во таа смисла мислам дека 2026 година нема да биде воопшто пријатна година во однос на регионалниот, европскиот и светскиот мир и безбедност. Се како Дамоклов меч над Европа виси заканата наречена војната во Украина, за која што Европа и Америка се најмногу виновни што се случи. Особено во моментот Европската унија најмногу виновна што тапаните на војната и звецкањето на оружјето толку силно се слушаат. Очигледно не ќе да ретерираат, зборуваат за некоја инвазија врз Русија. Зборуваат за тоа дека секој европјан ќе мора да се научи, ќе мора да земе пушка во рака да се бори. Очигледно не отстапуваат од таа воена реторика и тропањето на воените баравани. Нема да ме чуди ако веќе во 2026 година
веќе она што се случува во Украина не ескалира до таков степен да биде доведена и во опасност и целата цивилизација. Но да видиме, секогаш ние се надеваме дека има некои разумни луѓе кои што рационално размислуваат, иако во случајов такви во Европската Унија тешко човек да ги најде, особено ако ја слуша на мејнстрим главната реторика која што доаѓа од бриселските лаборатории, тоест бриселските институции. Сега,